Денеска во Дом на млади Штип се одржа настан по повод Денот на Европа. Во организација на делегацијата на Европската Унија и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. На настанот беа промовирани можностите што ги нуди програмата Erasmus+, која отвара нови хоризонти за младите, студентите и професорите. Присутните имаа можност да слушнат искуства од учесници кои биле дел од Erasmus мобилности и кои зборуваа за личниот и професионалниот развој што го добиле преку програмата. Како што кажа Ана Михајлов, која е директор на Националната агенција за европски програми и мобилност, студентите споделиле дека иако на почетокот чувствувале страф и неизвестност, по првото учество секогаш посакувале повторно да бидат дел од Erasmus+ искуството. Денеска го прославуваме Денот на Европа заедно со делегацијата на Европската Унија во соработка со Националната агенција за европски образовни програми. Ги промовиравме сите можности на програмата Erasmus+, што ми е многу драго заради тоа што денеска освен представници од амбасадите и јас како директор на Националната агенција слушнавме и многу позитивни искуства од страна на студентите и професорите на кои што биле на Erasmus мобилност, кои се можностите и каква е нивната промена после враќање од една Erasmus+ мобилност. Да, денеска слушнавме дека студентите малку биле скептични, да кажеме исплашени да аплицираат во програмата, но секој некој што аплицирал првпат, секогаш сака повторно да оди на Erasmus+ мобилност заради тоа што како што и самите кажуваат ги прави посамоуверени, ја менува нивниот личен развој, нивниот професионален развој. Како што истакна Ана Михајлов, најважно е студентите да изберат комплементарен факултет со студентска програма што ја изучуваат во нашата држава, со цел сите кредити стекнати преку мобилноста да им бидат признаени, без да изгубат семестар, а програмата во целост ги покрива трошоците за нивниот престој и образование во странство. Најважно е студентите да изберат комплементарен, односно факултет кој што го учат и тука во нашата држава, за да може да им бидат признаени сите кредити кои што ќе ги стекнат во странство преку програмата Erasmus+. Најпозитивната страна за студентите е тоа што не губат семестар или година кога одат на Erasmus+ мобилност, бидејќи таа е признаена и соодветно во нивното досие е комплементирана со нивните оценки на крајот од студирањето. Студентите се апсолутно ослободени заради тоа што Erasmus+ мобилноста ги покрива сите трошоци кои што им се потребни на студентите во различна држава, различен е местокот на сумата која што ја добиваат, бидејќи секоја различна држава има различен економски стандард. Михајлов беше децидна дека секој оној кој има можност да се пријави на Erasmus+ програмата и да се стекне со нови искуства.